Соработката на Министерството за финансии и Трезорот на Соединетите Американски држави преку Канцеларијата за техничка поддршка ОТА е втора по големина во светот што ја дава американската администрација. Вашингтон соработува со нашето Министерство за финансии и другите институции кои се под него во 5 клучни области. Тоа се администрацијата на приходи, финансирање на долг и инфраструктура, банкарство и финансиски услуги, буџетска отчетност, како и борба против економскиот криминал. Но оваа соработка која засилено и во оваа форма почна во 2022 година, до сега немаше светол пат. Madam Minister, the program slowed a bit in the last couple of years as we assessed on both sides of the Atlantic the impact and the real potential of this partnership. I want to personally thank you, Madam Minister, for your unwavering commitment and support to its full resumption. Министерката за финансии, која беше домаќин на настанот и на кој присуствуваа политичари и видни личности од областа на економијата и бизнисот, вели дека речиси и да нема ниту една институција која што е под Министерството за финансии, како што се царина, УЈП и различни сектори, а да не се вклучени во соработка со техничката канцеларија на Трезорот на САД. Во следниот период соработката продолжува преку подготовка на подзаконски акти од Законот за буџети, нов формат на буџетот, развивање мерливи индикатори за перформанси и натамошно консолидирање на главната книга како стратешка реформа за транспарентни јавни финансии. Управата за јавни приходи соработува со ОТА заедно со тим од 7 високоискусни советници во области поврзани со управување со проекти, управување со даночен долг, даночни контроли, а со тоа и избор на ризични даночни обврзници. Беше констатирано и дека партнерството на двете земји во областа на јавните финансии не е само административна соработка, туку долгорочна инвестиција во стандардите, институционалниот интегритет и транспарентноста. Инаку овие програми треба директно да придонесат за поефикасни институции, подобро управување со ресурсите, намалување на ризиците и поголема заштита на граѓаните.